Не, ако нешто треба да ви е јасно, е тоа дека секоја реформа на крајот треба да го положи најсериозниот испит, а тоа е испитот на времето. Многу време потрошивме во ова собрание да ви го расветлиме дека оној процес на дигитализација на образованието е погрешен и тој ваш процес во кој што и вие бевте директен учесник не го положи испитот на времето, па така да не мораше ние да дојдеме за да го исправиме, коалициониот ваш партнер, сегашниот министер за образование, го испрати во историјата. Значи толку бил квалитетен. Да се вратиме на бројките во градинките, затоа што имате искуство и од едното и од другото. Од 16 работни позиции, 9 ќе добијат врвно тежување. Во основните училишта, од 10 работни позиции, 6 ќе добијат врвно тежување. Во средните училишта, од 10 работни позиции, 5 ќе добијат врвно тежување. Ајде да идеме за нето платата. 700 денари во последните 30 дена е покачен животот. 6,7% инфлација значи дека тоа зголемување е беззначајно и дека тие средства се претопиле во трошоците на живот. Но ајде да идеме еден чекор понатака, затоа што велевте се случуваше. Знаете што се случи во последни 18 месеци? 30% се поскапи електричната енергија, 14% се поскапи парното грејење, а 8 понеделници поред имаме поскапување на горивата. И кога зборувате за колективен договор, многу добро што го спомнавте тоа и тука ми дадовте можност да ви укажам на вашата грешка. Вие рековте за прв пат во образованието се потпиша колективен договор. Колешке Санела, тука го носам амандманот на ВМРО-ДПМН, во кој што вие, кога сте биле министерка за труд и социјална политика, сте го прекршиле законот, каде што во законот за минимална плата, кој што како министерство е овластен предлагач, не сте ги притиснале институциите во рок од 6 месеци да ги усогласат платите со минималната плата. Во нашиот амандман, кој што ние го предававме, а кој што вие гласавте против, тука е најголемата манипулација и лицемерие. Укажува на тоа дека мора да биде почитуван колективниот договор, усогласен за 30 дена и тој што нема да го почитува ќе биде кривично санкциониран. Со почитување на тие колективни договори, кои што вие го кажавте дека вие сте го склучиле, платите на наставниците сега ќе биде многу повисоки. И затоа ве молам, ви се обраќам на вас заради тоа што вие ја водите темата со наставниците, немојте да се обидувате да ја манипулирате јавноста, затоа што губите на темата. Затоа што доколку сте вие заинтересирани да им ги покачите платите на наставниците, вие ќе го прифатевте во целост амандманот на ВМРО-ДПМН, ставот 1, 3 и 4. Се друго е само продавање на магла и прикажување во јавноста лажна грижа за категориите на граѓани. Благодарам.